ден и добродојдовте во новото издание на Зебра. Стандардно околу 8 март, така и оваа година, отвараме пригодна тема која што ги третира еднаквите права на половите, затоа денеска прашуваме дали феминизмот се уште е потребен на Македонија. Ве повикувам да се вклучите во дебатата на нашите профили на Твитер и на Фейсбук и да го користите хаштагот за оваа емисија, значи стандардно Зебра МК и овој пат МК феминизам. Здраво и од нас. Перцепцијата дека жените ги оствариле своите права и еднакво со мажите и дека таа историска борба е завршена и дека феминизмот во таа смисла е мртов е уште еден социјален мит, типичен, создаден од патриархатот, со кој што тој ја штити вековната хегемонија на мажите. И всушност денес првиот предизвик на феминизмот е да го разбие тој мит, а како се разбиваат најдобро митовите ако не со факти. Речиси нема држава во светот и нема професија, со исклучок на две, во кои што мажите не заработуваат повеќе од жените за исти работни позиции. Таков е случајот и со жените во Македонија. Од режија ги молам да ја погледнат статистиката, податоците се од официјалниот завод за статистика, каде што покажуваат дека во сите возрастни групи мажите заработуваат повеќе од жените, без исклучок, освен во една каде што заработуваат исто. Реков дека скоро во сите професии, дали знаете кои се тие две професии во кои што жените заработуваат повеќе од мажите? Тоа е порнографијата и тоа е проституцијата. Тоа зборуваме за Македонија? Зборувам генерално. Ова беше статистика за Македонија, така? Зборувам генерално, значи тоа се две професии. Ама беше за Македонија. Значи почнав од општо, од глобално и значи го кажувам Македонија. Значи тие двете категории не важат за Македонија. Значи дури ни таму не се заработува во Македонија повеќе. Жените не заработуваат во порнографија. Па немаме таква официјална статистика и затоа не би шпекулирала, меѓутоа тие две професии доволно зборуваат на која е позицијата на жената во светот, во општеството. Патриархатот успеа да ги задржи клучните позиции. Еманципацијата не подразбира жените да се приспособат на вредностите кои што со векови наназад ја дисквалификуваат жената. Туку таква еманципација не ни е потребна, не е доволна. Да ни се даде само символично учество во тие клубови на привилегираните, чисто што некои теоретичари го нарекуваат хомеопатски бенигни фази, дози. Туку потребно е жените да учествуваат во креирањето на правилата, односно дискриминацијата е системска и системски треба да биде решена. Со тоа се согласуваат и психолозите од Американското здружение за психологија, кои што велат дека општеството одбива да признае дека има проблем со женската дискриминација, слично како што луѓето одбиваат да ги признаат своите лични проблеми. Решението го гледаат во едукација, во вклучување на феминизмот во образованието. Имено едно истражување покажало дека пред курсот за феминизам сите студенти се декларирале дека не се феминисти. Кога завршил курсот, кога осознале што е феминизмот всушност денес, тие го смениле радикално својот став. Затоа верувам дека не само што борбата не е завршена, туку таа мора да продолжи. Особено во општество како Македонија, каде што жените учествуваат само символично, како што реков, помалку од 1/4 на раководните позиции. Значи тие не можат да дојдат до клучните одлучувачки позиции. Затоа и ни се случуваат во општество како нашето онакви несрекни изјави, гафови кои што им се случија на двајцата најголеми политички експоненти во државата. Премиерот рече женските права ги нарече некакви си таму права, а лидерот на опозицијата мощно навредливо се изрази за жената на еден стечаен работник кој што рече дека тој се разведил заради него, па изјавата на Црвенковски беше дека тој не можел да стигне на секаде, имено алудираше дека жената е неверна и дека со тоа укажува дека женското неверство е причина за разводот. На таквите изјави имавме само политички реакции. Немаше ни една автентична женска реакција. Тоа доволно зборува каква е свеста во македонското општество. Значи, ако феминизмот не е мртов во западноевропските општества, во Америка, ако тој се обидува не само да се редефинира, туку да собере сила за понатаму, зашто она што е добиено не е доволно, во Македонија ите како е потребна уште поголема сила на тоа. Значи, јас како жена и како мајка на две девојчиња, апсолутно сум против воведување на феминизам во училиштата. Мислам, моето дете не треба да чувствува дали е женско или машко и заради тоа му следува нешто или не му следува нешто, туку пред се треба да ги пораснеме нашите деца, заеднички се надевам, во иднина, да бидат здрави индивидуи, да бидат вредни, амбициозни и способни и да си го најдат своето место под сонцето. Значи, учењето на феминизам во училиште мислам дека е една екстремна мерка и впрочем, кој
го води феминистичкото движење? Има ли Македонија имала феминистичко движење во минатото? Има сега. Кој го води? Кој треба да зборува во името на жените? Значи, точно дека во во одреден период во историјата феминизмот бил корисен за жените, нели, овозможил права кои што ги изедначуваат формално правно со мажите, и тие права и кај нас и во светот денеска се стандард. Значи од тука натаму продолжува индивидуалната битка на секоја жена и на секој маж за подобро и посреќно семејство, за подобра работа, за повеќе материјални уживања во зависност од тоа кој што си сакаш. Значи жените имаат можности, како што испомна, за подобра едукација, односно не подобра, него подобра во однос на минатото, меѓутоа еднаква едукација како мажите. И не е за зачудување дека бројот на жени во одредени сегменти, во одредени универзитети е далеку поголем од мажите. Значи ја имаат можноста да се само изразат, и ако ги прашате, многу млади жени ќе ви кажат дека одбиваат нивниот пол да биде пресуден во одлучувањето за тоа тие кои се, што се и што треба да бидат во иднината. Она што јас сметам дека феминизмот како движење треба да и неговите поддржувачи треба да престанат да го прават е да го форсираат имиџот на жените како жртви на мажите, како жртви на општеството, како жртви на бизнис заедницата, како жртви на демократизацијата, па конечно жртви и од другите жени. Ако веќе зборуваме, значи за она што жените и надвор од главниот град, еве да кажеме дека можеби Скопје е некаков исклучок, треба да се прави, треба да се оди на терен. Значи едно сериозно феминистичко движење, кое што јас не гледам дека постои такво, но ако постои некаков импут од некаде да се направи, треба да се оди на терен. Значи треба да се прашаат тие жени што сакаат. Значи при тоа да разговарате и со млади и со стари жени, да разговарате и со мажени и со немажени жени кои што се одлучуваат за својата кариера или кои што се одлучуваат за мајчинството. И она што ќе го добиете како резултат да не биде осудено на критика. Значи резултатите кои што ќе ги добиете, бидејќи жените имаат право во овој момент да си одлучуваат дали ќе се посветат на бизнисот или на мајчинството, дали ќе се посветат на работа и ќе го одложат мајчинството без при тоа да бидат осудувани. Ги спомна медиумите. Па медиумите не се некаква апстрактна форма, значи во медиумите работат и жени. Кој кого анатемисува тука? Жените се анатемисуваат самите себе си, се нарекуваат со погрдни зборови. Че една работа околу дистинкцијата, значи околу поставувањето на ситуацијата на дискусијата дека мора да има избор помеѓу мајчинство и кариера, помеѓу бизнис и семејство, че тоа е само приказ како функционира нашето општество, а веројатно и голем дел од странските општества, дека секогаш мора да биде едното или другото, дека не може да постои и едното и другото одеднаш. Значи секогаш може да постои како не може да постои. Зошто воопшто ние го споменуваме така, дека едната опција или другата опција? Не, значи може да одлучи дали сака да се занимава со бизнис и да го одложи мајчинството или да биде мајка и да му се посвети на своето дете, доколку сака. Тие можат во исто време да постојат во Македонија фактички? Можат. Меѓутоа жената секогаш ќе го има правото да одлучи дали ќе се врати на работа и ќе го прекине породилното отсуство од 9 месеци, ќе се врати на работа за 4 или за 2 или за 1 или нема ни да земе. Така, значи ако да речеме се одлучат и за едното и за другото, во поголемиот случај, во поголемиот дел случаите во Македонија сигурни сте дека жените ќе добијат поддршка од своите мажи дома? Па значи проблемот е у мажите, не е во жените. Точно, значи нормално дека е, значи затоа што ние сме патриархално општество. Значи тоа е факт и феминизмот во денешно време, точно тој треба да се ги редефинира принципите според кои функционира, меѓутоа денешниот феминизам не функционира врз основа на борба за права. Правата точно е, формално правно тие функционираат. Денеска феминизмот мора да се бори за еднаквост. Значи има разлика помеѓу права и еднаквост. Еднаквоста фактички не постои. Значи тоа е една работа. Втора работа, интересно спомена дека не сакате да се воведе феминизам во училиштата. Значи, феминизам би било добро да се воведе во училиштата, тоа веројатно би имал форма на родови студии, меѓутоа интересно е што во исто време кога ние ова го дискутираме во Македонија има веронаука, така? Не. Имаме или немаме веронаука? Мислам дека имаме, така? Да. Значи ако Каде луѓе има веронаука? Ако има веронаука, добро, може да ја мислам дека има, можеби се вика поинаку, како и да е, форма на веронаука имаме. Така, окей. Значи ако според сите истражувања Македонија е исклучително религиозно општество, а ние ги учиме децата на веронаука во училишта, кога тие ќе се стапуваат во брак во црква, сите знаеме што им кажуваат на жените, така? Дека они се дел од мажот, дека они треба да го слушаат, дека треба да му се подчинуваат и така натаму и така. Значи, тоа е многу опасна комбинација кога ние од една страна не сакаме да има, да речеме, дискусија за еднаквост, значи не сакаме да имаме дискусија дека жените се еднакви, а од друга страна одобруваме и сакаме да има веронаука или историја на религија според која што жените треба да бидат реброто на мажот. Значи, тоа е сосема погрешна перцепција, а која што е резултат на патриархалното општество.
феминизмот си ја заврши работата во Македонија. Значи, жените не само што си ја добија рамноправноста по однос на машкиот пол, туку се и еднакви. Значи, тоа зборуваме за статистички податоци и фактички релевантни показатели. 32,5% од жените учествуваат во политичкото живење во Македонија. Дали во парламент, дали во влада, дали на локално ниво. Државата со сите своји бенефиции за отварање на нови бизнеси кои што ќе ги водат жени, да одвојува минатата година 1,56 милиони денари. За разлика од мажите, жените се попривилегирани за под влијание на феминизмот, се прават социјални мерки за поддршка на ранливи групи жени, да не ги забораваме, имаме и ранливи групи мажи, како што се жртви на семејно насилство. Жените ромки се посебна категорија кои се стимулираат за едукација и редица други мерки кои се за подобрување на еднаквоста на жената во македонското општество. Јас не знам што друго би можело да изврши феминистичкото движење и целата таа идеологија ако ги имаме сите овие права. Јас сметам дека повеќе феминизмот не може да изврши влијание за рамноправност и еднаквоста, туку станува збор за индивидуално право. Значи, право на жената е да избере дали ќе биде домакинка и кариеристка или ќе ги има двете. Мажот е тој што ја дава поддршката, точно треба да ја даде поддршката, дали ќе сака жената да биде и домакинка и кариеристка со негова поддршка, но сепак индивидуално. Феминизмот тука ништо нема да смени. Напротив, туку само може да продолжи таа злоупотреба на феминизмот како идеологија, како што имаме во последните години примери. Јас како феминистка сакам да бидам на иста позиција како што е мажот во одредена фирма, да ја земам истата плата како што ја зема он, но да не работам исто толку часови како што е мажот и така натаму. Значи, постојат бројни злоупотреби на терминот феминизам. Во таа насока зборуваат и нашите соговорници, да ги погледнеме и соговорнички, да, две дами, мощни интересни спротивставени изјави, предлагам да ги погледнеме, па ќе продолжиме со дискусијата. Да, апсолутно сметам дека е на Македонија потребен феминизам, бидејќи во многу работи се уште ние немаме обезбедено или остварено еднаквост помеѓу родовите и само со поддршка на феминизмот мислам дека можеме да стигнеме до таа посакувана цел. Е сега и во Македонија и во светот мислам дека феминизмот и се сваќа и во негативна конотација и многу луѓе кои што реално се феминисти и феминистки се дистанцираат од тој поим и викаат јас не сум феминистка или јас не сум феминист, меѓутоа се залагам за еднаквост помеѓу половите или родовите, што е, мислам, парадоксално. Над 50% од жените се неактивни на пазарот на труд, тоа значи дека ниту се вработени, ниту бараат работа. Од тие што бараат работа, пак поголемиот дел се невработени, така да практично скоро безмалку 1/4 од жените работат и се вработени, 75% се или невработени или воопшто не бараат работи, се неактивни. Немаме ниту една жена градоначалник и тоа мислам дека сме една од ретките, може 2-3 земји во светот со таква состојба. Застапеноста на жените во владата е исто минимална и под секое, мислам, во денешно време нормално ниво. Генерално положбата на жената е на второ, да речам, не е рамноправна со мажот, бидејќи таа се уште има помалку слободно време, обврските за грижата на семејството, на децата, на домот, се во низин рад. Јас мислам дека жените се доволно освестени или е време веќе да се освестени, ако не се тогаш тоа е нивни проблем. И во однос на феминистичките движења, ако некогаш биле навистина реално потребни, денеска не се. Дури и навредливо ако бидеме ставени во квоти или дека мора да бидеме во овој машки свет ставени по некој урнек дека и ние мора да партиципираме. Се зависи од нас жените колку ќе се избориме за својата позиција. Специфично еве за мене лично ќе зборувам дека велеа дека јас сум маж во оваа професија.
професија. Не, јас сум жена во оваа професија и бидејќи сум ваков репортер, јас сум сепак Снежана Лупевска, жената која е жена и во едни вакви професии, во едно вакво репортерство. И мислам дека тоа е тоа што ние треба да го знаеме. Ако сами во себе го пронајдеме тоа, дека сме сигурни во себе и дека можеме да ги победиме во наводници мажите и да докажеме дека сме успешен градоначалник, пратеник, бизнисмен и обична жена домакинка, мајка. И тоа е голема вредност. Да, мислам дека е така. Немокте на некои жени доведува до некои здруженија кои што навистина се радикализираат и се уште бараат некакви права, што е смешно. Напротив, се согласувам дека треба да се истакне убавината на жената, мајчинството кај жената, сензуалноста. Сепак жената има вредности многу различни од мажот во таа смисла. И жената во семејството секогаш мислам дека ќе остане столб на семејството, секогаш ќе биде онаа нежната мајка, саканата и повреднуваната. Тие работи не треба да ги напуштиме. Игор, бидејќи зборуваше дека жената била доволно застапена во политиката, ја спомна и локалната власт. Дали знаеш дека Македонија е единствената земја во регионот која што е една од ретките во светот која што нема градоначалничка? Во однос на советите, на 1300 дозволи не. Ќе ти кажам кој е виновен. На 300 советници жени има 1300 советници мажи. Министерството за труд и социјала спроведело истражување во Македонија во 68 општини и резултатите се поразителни и истото тоа било дискутирано на седница на влада во октомври 2011 каде што заклучуваат дека загрижувачко е учеството на жената во локалната власт. Тоа се должи пред се заклучиле на ниската свест на жената и незаинтересираноста, на непокажувањето волја на локалните власти да ја вклучуваат жената. Значи, воопшто не ги поставуваат како кандидати на листи, затоа што не постои квота. Понатамо, заради непостоење на формален активизам на жените на локално ниво. Јас не би ги подценувала воопшто женските организации во Македонија, како што се СОЖМ, Антико, Акција Здруженска и така натаму, и сите оние феминистки кои што не се плашат да бидат тоа затоа што здруженија на жени не се тоа феминистички. Тоа се здруженија кои се борат за правата на жените. И сите оние феминистки кои што не се плашат од портретирањето на медиумите кои што прават негативни стереотипи и десничарските коментатори кои 60 години трубат дека феминистките биле некакви разулавени лесбијки безградни кои што сакаат да го уништат семејството. Тоа е уште еден мит на патриархатот. Значи, да се верува во тоа е дел од играта, од таа шаховска игра која што патриархатот упорно ја добива, а бројот на жени кои што се на раководни позиции, бројот на жени, значи ова се исклучоци, ова е символика жива. Ова е едноставно, како што реков, сосема символично присуство во тие клубовите на привилегираните. Зошто во Македонија нема, ниту па има немало и ниту па има изгледи дека ќе има жена председател, жена премиер. Каде ја гледате вие еднаквоста на жените не разлика? Ама зошто мислиш дека феминизмот тоа треба да изврши влијание? Значи, кој е виновен според тебе што жената ја нема во градоначалничката позиција? Целото општество како што е поставено, значи како феминизмот ќе го смени? Зашто мислиме дека станува збор за неравноправност или нееднаквост? Значи, како што и секое друго движење се обидува да ги смени работите. Значи, само уште една мало дополнување на дискусијата на Маја околу градоначалниците. Значи, претходно немаше ниту една жена градоначалничка, сега има само една коалиција бидејќи градоначалничка немаше. Кандидати? Да, сега бидејќи објавена само на една коалиција листата, од 69 во кои што општини учествува таа коалиција, има само 5 кандидати жени. Значи тоа се 7%. Таму каде што има квоти, има и жени. Значи, таму каде што реално системот е приморан да вклучи жени, вклучува жени. Таму каде што нема квоти, каде што не е приморан, нормално има само мажи. Значи, ако 50-50 се жени во однос на мажи во Македонија проценти, треба барем од тие 69-35 да бидат жени кандидати градоначалници. За позитивна дискриминација, што не значи дека е праведна и дека е вистинска. Значи, еве ги спомнавте квотите. Изборниот законник бара во Македонија секоја трета жена на избирачките листи, на секои 3 кандидати една да биде жена на избирачките листи.
Значи затоа имаме толку жени во парламент. Истите тие жени, ако требаше, нели според тоа што го буткаат феминистичките движења кои што ги нарече Маја и кои сметаат тоа за своја голема придобивка дека вклучија квота на жени во парламент, гласаа, се изразија против промената во корист на женските права. Значи ако требало да се научи лекцијата, не се научила лекцијата. Јас не тврдам дека не треба да има жени, Боже пази. Значи фино е да има жени, но нивното присуство и на кандидатските листи за пратеници во собранието и на листите за градоначалници треба да се должи врз база на нивната способност, врз нивниот ангажман, врз нивниот кредибилитет, а не врз база на квоти. По мене и како што кажа и Жане, квотите се навредливи. Не е прашањето. Квотите те ставаат во една инфериорна позиција во која што ти сега треба да очекуваш од God Almighty да те стави во една квота за ти да напредуваш. Зошто да има потреба од привилегираност? Еднакво справиме муаве, така? Зошто жената да биде привилегирана со квоти за градоначалничка, советничка, пратеничка функција? Тогаш мажите треба да бараат обратното. Игор, очигледно не ми е сватевте поинтот од преска. Очигледно не ми е сватевте поинтот од преска. Значи, ако бидејќи во Македонија не постојат квоти за жени во вкупниот број на градоначалници, нема потреба да се ставаат жени. Значи таму каде што има постои, така, жената има право на тоа нешто, да биде пратеник, да биде политичар, да биде финансиер, што и да е. Значи, правото на жената, индивидуалното право е во прашање. И тоа не е за избор, значи не станува збор за угнетување. Дали сакаш да кажеш дека оние жени што влегле во парламентот со квоти не заслужуваат да бидат таму? И влегле само заради тоа што се жени. Значи јас тврдам дека голем дел од тие жени, не можам да кажам за сите, меѓутоа голем дел од тие жени ќе можеле да влезат во парламент и без да бидат ставени на квота. Не е точно. За градоначалници нема квоти. Нема ни градоначалници кандидати. Има градоначалници кандидати. Има 5 од 69. Значи тоа, не се работи тука дали е нешто фино да има жени или не. Значи тоа не е реална слика на општеството. Во Македонија 700.000 граѓани се жени. Значи треба барем 50% да бидат жени. Македонското општество е прилично матриархално. Мажите не може да се одвојат од мама до 40-та година. Да не зборуваме, значи да не ја водиме дебатата само за формално правната еднаквост на мажите и жените, да не зборуваме дека жената во Македонија нема сексуална слобода како и мажот. Има за промискуитетна жена има 20 погребни зборови. За промискуитетен маж нема ни 2. Тоа е за во Македонија. Да не зборуваме дека женските деца. Тоа е исто. Не би рекла дека во Скандинавија е така. Да не зборуваме, па затоа не велиме дека феминизмот е мртов таму. Во западноевропските општества каде што Скандинавија нема потреба од феминизам. Па да видам што ќе се случеше во Скандинавија, премиерот или лидерот на опозицијата да излезеше со таква изјава. Што ќе му се случеше? Политичко самоубиство ќе беше таа изјава. Исто така, женските деца се уште во Македонија во голема мера се исклучени од семејното наследство. Не ги перцепираат како деца. Ова се субјективни сега некои проценки. И да е така, Маја, значи феминизмот не може никогаш да биде одвоен од културолошкиот контекст во кој што тој треба да се имплементира. Значи ние одека имаме традиционални белези што не е патриархален контекст на живење, ниту пак фолклорно милје, сега ќе зборуваме. Ние како народ имаме своји традиционални бележја. Значи под напливот на феминизмот и неговото лошо интерпретирање, сега на пример имаме ситуации каде што феминистката, жената од денешното живење, и е погрдно мажот во име на нејзината почит, да ја даде почит, кога не сака да и се потргне столчето или да се задржи палтото во ресторанот или не сака да и се отвори врата при излез од колата. Зошто? Затоа што тоа било така, значи не е патриархален. Романтичен момент обележен на еден народ, обележен на една култура. Евете друг културолошки контекст. Значи интерпретирање. Збори за културолошки контекст, евете друг. Реактор неодамно имаше истражување за наследство врз жени. Значи, меѓу многуте прашања за наследство врз жените, едното прашање беше зашто мислите дека жените врз кои што е извршено наследство не го пријавуваат тоа наследство во полиција. 60% од жените одговориле затоа што мислат дека ќе бидат оговарани, дека ќе им се намали угледот во општеството, значи ништо ново не кажуваме сега. Па тоа е лошата ситуација. Значи тоа е лошата ситуација што кај нас имиџот повеќе е вреднуван од некој што бил силуван. Сашто знаеш што е лошата ситуација ние како мажи овдека, што многу повеќе и мажите се репресирани и угнетувани и трпат семејно насилство и заради истите причини не го пријавуваат. За нив не постојат ниту шелтер центри, ниту постојат SOS телефони специјализирани за групи за поддршка. Жал ми е што на која што ја сведуваш на чувствително и рационално суштество, тоа е улога која што
патриархатот ја наметнува. Жената сама ќе одлучи што ќе биде. Значи, да, меѓутоа ти ја наметнуваш таа улога дека жената требало да биде чувствителна, не сме да се заборави тој сензибилитет. Жената во Македонија е стигматизирана доколку избере да не роди. Жената во Македонија е стигматизирана во однос на имаше големо назадување на репродуктивните права на жената. Значи констатиравме ситуација, еве, статистики извадивте се. Кажете што треба да направи и кои се тие феминистички движења кои што ќе го поведат процесот. Јас тоа не го сватив. И што треба да направат? Не знам, можеби да ја променат свеста на жената. Лежи екстремен да ја променат свеста на тие 700.000. Како ќе ја промениш ако не излегуваш на терен да зборуваш со тие жени? А каде знаеш ти дека не излегуваат тие на терен? А кој излегува на терен? Ама дали од каде знаеш дека излегуваат? Феминистичко движење, баш феминистичко, не за Дружење за заштита на правата на жените. Ние сега не дебатираме кои се алатките на кои што и тактиките на кои што ќе се буди свеста на жените. А не да констатираме ситуација која што тврдите дека феминизмот ја завршил работата, ние велиме не, борбата продолжува, ако треба и тактиката ќе се смени, но се додека. Како ќе се смени? Жената не биде. Ќе се соблечат жени и ќе демонстрираат пред собрание. Ако треба и тоа. Чив став ќе го смениш со соблакање и со демонстрации. Кому се обраќаме луѓе? Токму ова што го дискутирате е еден знак за победа на патриархалниот систем и патриархалните вредности. Значи, не треба да има, не е прашањето, односно сите се плашат да кажат феминизам. Значи, тоа е уште една победа. Феминизмот не е баук. Феминизмот е борба за еднаквост. Ама очигледно нов баук е. Со оглед на тоа што е ставено, значи PR маркетинг, со оглед на тоа што политичарите го имаат создадено како нешто од кое што треба да се бегаш зашто ќе се изгориш. Луѓето забораваат да го идентификуваат со борба за еднаквост. Тоа на негативно искуство во минатото некое. Тоа е борба за еднаквост. Значи ние збориме, значи тука мислам дека треба да привршуваме веќе на крајот на криштата. Јас знам кој е шеф кога ќе затворам дома вратата. И дали има шеф кај мене дома. Значи тоа ако можеш да го кажеш и за себе, значи како што го кажа нашиот ценет снимател дома, дека не чувствува притисок и дека ги прави женските работи без никаков притисок, значи тоа значи дека повторно индивидуалниот момент е во прашање. Абсолютно. Ние не можеме да чекаме наедна штука да завладее, не знам некаква атмосфера и сите ќе го сменат ставот и тоа власта сама, која што се чунуваат мажи, ќе донесе одлука да ги вклучи жените, ако жените притискаат, ќе се соблакаат пред собрание. Мислам се е тоа. Не, очигледно институциите, како она што го кажав, институциите, владата ја признава таа дискриминација и работи на тоа, она што вие одбивате да го видите, но тука да завршиме. Ви благодариме што не следевте на Зебра онлайн МК. Продолжете да коментирате на хаштазите МК феминизам и Зебра МК кирилично и латинично. Се гледаме во петок со жестока дебата.